Смрт на фашизмот, слобода на народот. Ова е поздравот со кој се поздравуваа партизаните од Народно-ослободителната војна во Македонија во периодот од 41 до 44 година, кога беше извојувана националната слобода во еден дел од територијата на Македонија, односно оној дел кој што сега го познаваме како Македонија. Денес е 9 мај и околу 9 мај и околу сите полемики што се создаваат околу него би сакал да кажам неколку зборови. Односно, можеби под наслов на ово видео би требало да биде како се фалсификува историјата во реално време. Значи, одредени настани на кои што сме сведоци, пред нас се случува да забележиме како пред наши очи очигледни факти се фалсификуваат. Значи, поздравот со кој што ве поздравив на почетокот само покажува дека јас сум за тоа да се слави 9 мај, односно да се прославува, во едно наредно видео ќе кажам како би требало да се прославува и зошто всушност 9 мај треба да биде прослава, а не празник, и има разлика помеѓу овие два поеми, но тоа ќе го оставиме во едно друго видео во кое што ќе зборувам генерално за празниците како еден феномен кој што е дискутабилен. На 9 мај по московско време 1945 година Германија ја потпишува капитулацијата. Сега не знам точно дали во Берлин или во Вашингтон е 8 кога се потпишува, додека по московско време е 9 мај и затоа Советскиот сојуз претходно и сега русите како правни наследници на Советскиот сојуз го земаат 9 мај како официјален ден. Сега, симптоматичното е што Советскиот сојуз секаде, а и сега Русија велат 9 мај е победа над фашизмот. Затоа ќе ми дозволите, консултирајќи најмеинстрим, значи страници како што е Википедија, да видиме збор 2 за фашизмот и да видиме дали всушност советите, односно русите, во 45 година го победили фашизмот. Значи Википедија на македонски вели: фашизам, радикална политичка идеологија и државно редување на крајната десница, што комбинира елементи на корпоратизам, авторитаризам, национализам, милитаризам, антианархизам, антикапитализам, антикомунизам и антилиберализам. Зборот фашизам доаѓа од италијанскиот збор fascio, односно фаша, што означува сноп, во политичка или воена група или во нација. Исто така од фашите, прачки заврзани во сноп околу секира, римски символ на авторитет на магистратите. Најпрецизно, терминот произлегува од фашо, множина фаши, збор кој бил многу популарен во Италија по 90-тите години на 19 век, а означувал најразлични, најчесто левичарски, селански револуционерни групи и движења кои популарно полулегално делувале во италијанското општество. Значи, како што забележуваме, фашизмот е десничарско движење, ултрадесничарско движење, специфично за Италија. Италијанските војски во Втората светска војна никогаш немале допир со советските војски, освен оние војници кои што биле регрутирани од страна на германците и се бореле на Источниот фронт, но се бореле во склоп на германските единици. Од друга страна, значи, сојузникот на Италија, односно главниот носител на дејствијата во Втората светска војна од оваа страна, е нацистичка Германија, и затоа би сакал да погледнеме и што е национал-социјализам, односно нацизам. Национал-социјализам или нацизам главно се однесува на тоталитаристичката идеологија и действување на нацистичката партија. Сега, целосното име на оваа партија е Национал-социјалистичка германска работничка партија, начело со Адолф Хитлер. Значи, моментот социјалистичко и работничко во називот на оваа партија, значи,
буквално боди во очи и представува одредена форма на социјализам. Вика, исто така, овој израз се однесува на политиката на владата на Германија од 33 до 45 година, период во германската историја познат како нацистичка Германија или Третиот рајх. И сега, да не ви ја читам целата историја на ова, секој кој што е љубопитен може да отиде или во историските книги или најлесно на интернет да ги провери овие факти, но она што е специфично за национал-социјализмот е дека е форма на социјалистичка идеологија со национален предзнак, за разлика од болшевичкиот социјализам кој што е со интернационален предзнак. Значи, советските социјалисти се залагале за комунистичко-социјалистичка револуција во целиот свет, додека националниот елемент бил маргинален, додека во национал-социјалистичката партија националниот елемент на оваа форма на социјализам бил нагласен. Значи, самите нацизмот како идеологија, еве овој дел да го прочитаме затоа што мислам дека е многу интересен. Нацизмот не бил прецизна теоретски подкрепена идеологија, ниту пак масовно движење, туку германска комбинација од разни идеологии и групи, обединети од гневот кон Версајскиот договор и кон наводната еврејска комунистичка завера за понижување на Германија на крајот на Првата светска војна. Така нацизмот се состоел од неконкретен збир од повеќе гледишта: антипарламентаризам, етнички национализам, расизам, колективизам, антисемитизам, социјална демагогија, опозиција на економскиот и политичкиот либерализам, расистички поглед на завера на финансискиот капитализам и антикомунизам. Значи, според Фридрих фон Хаек, национал-социјализмот представува само кулминација на долгата традиција на мислители, почнувајќи од Јохан Голиб, Фихте, Фердинанд Ласап, Јохан Карл Ротбурст и така натаму. И, значи, во сиви овие истражувања заклучокот е дека национал-социјализмот представува одредена форма на социјализам. Од овие причини, Советскиот сојуз, а подоцна и Русија, намерно на 9 мај имаат ставено дека го чествуваат победата над фашизмот, за да не испадне дека победиле друга форма на социјализам, односно дека една форма на социјализам победила друга форма на социјализам, односно да не испадне дека ова борба помеѓу два типа на социјализам, значи да се направи јасна дистинкција, во прв план е ставен фашизмот, со што јас би рекол помалку се шминка и фалсификува вистината. Вистината е дека Советскиот сојуз ја порази Германија на 9 мај, затоа што Советите како војска никогаш не стапна на италијанска територија каде што беше фашизмот. Фашизмот беше поразен пред се од две сили. Тоа е англоамериканските сили кои што се истоварија први на Сицилија, подоцна одоздола почнаа да ја освојуваат Италија и подоцна беа подпомогнати од италијанските партизани, кои што за разлика од нашите кои што беа идеолошки обоени, италијанските партизани биле буквално збир од сите антифашистички сили, вклучително и комунисти нормално. Сега, значи, околу легитимноста за прославување на овој празник немам никаков збор, туку само околу терминологијата. Од друга страна, во Европа, сакајќи да се релативизира големината на оваа победа, 9 мај е земен како ден на Европа, додека 8 мај, заради разликата во време, како што кажав на почетокот, е земен за ден на победа над фашизмот, ама тоа е празник кој што никаде не се одбележува, никаде не е слободен ден, што значи нема некои посебни манифестации околу него, додека за самата Европска унија има, се извинувам, тоа славење малце по
поистакнато и понаменето. Сега, дали имаме нацистичко, односно нацифашистичко наследство во периодот по Втората светска војна? Секако дека имаме. Значи, естаблишментот кој што ја преживува војната и во Германија, и во Италија, и во сите други земји кои што беа на поразената страна, нормално дека бил изволкан со таа идеологија, но од друга страна, градењето на новото општество преостанува повторно на тие луѓе што останале таму. Предпоставувам дека условот бил да немаат направено сериозни злосторства против човештвото. По падот на Третиот рајх има една многу интересна ситуација во која што американците спроведуваат една операција наречена Paperclip, односно спојувалка. Таа операција подразбира на превземање на најголемиот дел од нацистичките научници, нивно носење во Америка, каде што добиваат статус на слободни луѓе, слободни граѓани и каде што продолжуваат да работат за Америка. Најтипичен пример за ваков научник е фон Браун, Вернер фон Браун, значи таткото на ракетите со кои што беше бомбардиран Лондон, а подоцно, на водното одење на месечината беше направено со подобрена верзија на истите овие ракети. Значи, во Нирнберг, кога се одржа судењето на нацистичката врхушка, буквално, јас мислам дека символички беа осудени само грст луѓе кои што немаа употребна вредност за новиот светски поредок кој што се градеше, додека сите оние кои што имаа употребна вредност или немаше доволно докази против нив беа или поштедени, односно осудени на поблаги затворски казни или беа ослободени. Значи, пример за таков човек беше Рудолф Хес, еден од врвните нацисти, но неговиот проблем беше, односно неможноста да се осуди Рудолф Хес беше затоа што во раните стадиума на војната Рудолф Хес беше убеден дека тие и британците не треба да војуваат затоа што се ист народ, претпоставувам по една саксонска линија, и на своја иницијатива се качува во авион кој што самиот тој го вози и оди во Англија. Во Англија бива заробен и на крајот, кога се прави судењето во Нирнберг, и тоа е помеѓу осудените, и бидејќи, велам, во раната фаза на војната го прави ова, значи не учествува во најголемите злосторства на Третиот рајх и само заради тоа што е така, ама бидејќи е од врхушката на нацистичката партија, осуден на доживотен затвор, кој што практично и умира во тој доживотен затвор. Некој кој што од овие луѓе има многу подобра судбина е Алберт Спир, а тоа е архитектот на Хитлер. Значи, тој е осуден во Нирнберг, но е осуден на затворска казна и по одслужување на оваа затворска казна, сега не знам точно дали беше 20 на години, по одслужување на оваа затворска казна, тој излегува слободен човек кој што претпоставувате новинарите од тоа време биле многу заинтересирани да го интервјураат затоа што е човек кој што бил достапен на слобода, а кој што претходно бил близок соработник на Хитлер. Тоа го прави доста популарен, издава неколку книги и умира на слобода во 1981 година. Значи, историјата е секогаш малку чудна и понекогаш се пишува за да послужи, значи она официјалната историја се пишува за да послужи за оправдување на одредени идеологии кои што се актуелни или кои што се во сила. Така и овде, значи, морам да го кажам ова дека во Советска Русија и сега во модерна Русија, тоа избирање на терминологијата дека е победен фашизмот, а не нацизмот, е заради идеолошките подударања на двете идеологии.
Денес, само со ова ќе завршам, денес мислам дека социјализмот е поактуелен од било кога и е идеологија која што мислам дека одлично се вклопува во новите трансхуманистички тенденции, каде што се има силна авторитарна централизирана власт на огромно подрачје, која што наметнува мерки кои што треба безпоговорно да бидат извршувани и значи има апсолутна контрола на ресурсите и начинот на кој што тие ресурси се користат или се распределуваат. Класичен пример за овој социјалистички модел во светот кој што ние го познаваме, што ни е близок, е Европската Унија, додека една уште по-строга и по-апсолутистичка форма овој систем има во Кина. Сите други општества, како што се Канада, Соединетите Американски држави, Австралија, значи сиот западен свет има тенденција да во иднина спроведе еден вид на технолошки социјализам. Што значи проблемот кој што се родил во форма на национал социјализам или болшевички социјализам и кој што мислиме дека сме го надминале, само ни се појавува во нови подобрени верзии, значи има направено идеолошки и пред се технолошки апгрейд. Така што денес можеме да славиме и прославуваме дека пред 80-ти години имаме победено, или нашите предци имаат победено едно големо зло, но дека идеолошката матрица за тоа зло е исчезната, тоа ни оддалеку не е така. Така што развојот на настаните во блиска иднина само ќе го потврдуваат ова што го кажувам. Така што за денес моето размислување е ова, уште еднаш смрт на фашизмот, слобода на народот, или уште подобро смрт на нацифашизмот, слобода на народот. Јас сум Татончо, од мене секое добро.